Јавноста немаше можност да го слушне реферирањето на актуелниот директор на АНБ во собранието, бидејќи тој не присуствуваше на седницата. За помалку од 15 минути почна и заврши заседавањето на Комисијата за надзор на тајните служби. Иако се чекаат одговори како и зошто, контроверзниот Олександар Онишенко добил македонско државјанство. Човекот кој е на црната листа на Соединетите Американски држави, кој се бара со потерница од Украина, поради перење пари и сомнежи за вмешаност во проституција. Добил македонско државјанство со амин од Виктор Димовски, но и други институции кои дале позитивно мислење. И должиме одговори на јавноста што како се случувало во овој случај. Ако отворите на интернет, ќе видите дека украинските медиуми пишуваат за неговата биографија, тоа не е тајно, човекот е на многу насловни страни. Се пишува дека е осомничен преку државната украинска компанија за производство и дистрибуција на газ го оштетил тамошниот буџет за повеќе од 100 милиони евра. Наистиот му е скинат пратеничкиот имунитет, протеран од Украина и по него се бара потерница. Виктор Димовски по завршувањето на неговиот мандат треба да замине на амбасадорското место во Париз. Дали ќе замине по овој скандал се уште е тешко да се одговори, посебно поради штурите информации од страна на надлежните. Според пратеникот Антонио Милошовски, кој е председател на Комисијата за надворешна политика, најголем проблем е што МНР бара седницата на која ќе се разговара за испраќањето на Димовски во Париз да биде зад затворени врати. Документите се стигнати до собранието, но од МНР се бара таа седница за Виктор Димовски и неговите амбасадорски тези да биде седница затворена за јавноста. Кои се причините не знам, може би се поврзани со оваа тема или со нешто друго, но како идеја, како заинтересирана комисија, ние со внимание ќе ја следиме оваа комисија за надзор на работата на АНБ и согласно исходот од оваа комисија, тоа многу ќе ни значи по однос на неговата амбасадорска кандидатура за Париз. Седницата треба да продолжи во петок, а Димовски го најавил своето присуство преку писмено известување до пратениците. Ова не е прв пат контроверзни личности да добијат македонски пасоши. Пред 2 години силно одекна скандалот дека македонски пасоши со туѓ идентитет добиле светски барани криминалци. Обвинети, а дел и осудени за трговија со дрога, меѓу кои беа Седат Пекер, Јован Вукотик, Флоријан Мусај, Стефан Ѓулик и Желко Бојаник.